Благодарам. Почитуван колега, не ви држи тезата. Вас очигледно денес ви треба и на почетокот на оваа недела нов тригер, кај што ќе се фатите на расправата на ребалансот по однос на амандманите, затоа што два амандмани од опозицијата веќе се прифатени. И тоа на барање на опозицијата. Така да едни пратеници дека биле привилегирани, други дека не биле привилегирани, таа теза не ви држи. Дополнително, поентата на она што го зборуваат нашите колеги е дека вие, како пратеничка група, посебно вие од СДСМ, е многу незгодно кога предлагате амандмани за одредени патчиња, улици, водоводи, затоа што 7 години имавте можност не само да предлагате, туку и да обезбедите средства и да ги реализирате тие проекти. 7 години не отидовте да ги видите граѓаните, да прошетате и да ги видите приоритетите кои што ги бараат, за да бидат завршени. За сега, преку амандмани, да барате решавање на некои проблеми кои што се горливи. Да, јас како пратеник од Штип, се надевам ќе имам поддршката и од сите други пратеници, барање кое што од технички причини е испуштено во самиот буџет, по барање и по договор со Министерство за транспорт и врски, затоа што се работи за источниот влез на Штип, проблем кој што постои откако постои железницата, а железницата постои од 1926 година Штип-Кочани. 1952 година е отворена фабриката Македонка и поради неа е направен тој потпатник за да можат да поминуваат граѓаните. Години и години од 52 наваму останало прашањето нерешено. На наше барање како пратеници од Штип и на секако согласување на Министерството за транспорт и врски, а секако гледајќи и националната транспортна стратегија во која што голем дел од работите не се реализирани во изминатиот период, посебно на делот на обнова на сигнализација, телекомуникација, железнички станици и патишта, и затоа што има делнични рехабилитации. А во моментот не сообраќај воз на таа релација, решивме да не оди преку влада, туку како пратеник да ги побараме овие средства, секако да се обезбедат од буџетот, не за општината. Ова е влезот на цела Источна Македонија во Штип. Ова е влезот на секој еден граѓанин од Источна Македонија во Штип. Ова е на крај на денот влезот на брзата помош од Источна Македонија во Штип. И во моменти кога не сообраќаат возовите, да можеме да го искористиме периодот и да направиме еден убав, голем, достоинствен влез од источна страна на нашиот град. Благодарност до Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски, кои што по нашиот разговор со нив дозволија да ова успееме да го вметнеме како амандман. Јас очекував дека во изминативе години вие ќе го решите тој проблем и дека ќе го отворите, но очигледно не го отварате. Сега сакате да политизираме тука. Јас нема да ви дозволам да политизираме, туку ќе се заблагодарам уште еднаш на сите пратеници кои што гласаа за поддршката која што добиваме, да конечно во Штип заедно со овие две министерства, транспорт и врски и финансии, и со дополнителни средства од општина Штип, го реализираме овој проект кој што е итекако битен за граѓаните на општина Штип. Ви благодарам.